Рамо до рамо со синдикалните представници од текстилот, невладиниот сектор и граѓаните, денес на исцрпна дебата во Штип присуствуваше цела плејада на представници на извршната власт. Пред малкумината присутни представници на работниците за кои се кршеа копијата околу детектирањето на најтешките работнички проблеми. Со свој став истапи министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, која претходно напомена дека се уште актуелниот закон за работни односи, кој досега претрпе дури 24 измени, дефинитивно ќе биде заменет со нов закон, во кој ќе се имплементираат и членови кои правно ќе ги дефинираат законските обврски во време на пандемија. Нашата соработка како Министерство за труд и социјална политика продолжува со невладиниот сектор, со гласен текстилец во подигање на свеста кај работниците за нивните права. Старите кај нас велат дека она дете што плаче и добива, така треба да функционира системот. Треба сите да се борат за своите права. Ние работиме заеднички на новото законско решение, законот за работни односи, едно решение кое што треба јасно да ги дефинира договорите за работа, работата на определено време, флексибилното работно време, породилното отсуство, сезонската работа, дневниот, неделниот одмор на работниците и останатите права врз основа на искуствата што ги добиваме од соседството, меѓутоа и врз основа на стандардите од Меѓународната организација за трудот. Разговаравме за сите отворени прашања, начинот на кој државата ќе излезе во пресред да ги абсорбира сите оние граѓани кои што имале проблеми во кризата, немајќи можност да продолжат на своите работни места преку мерките, оперативниот план на мерки за вработување преку Агенцијата за вработување и успешните политики кои што вродија со плод. Директорот на Државниот инспектор за труд Алајдин Хавзими истакна дека за изминатите месеци се регистрирани над 6000 прекршувања на правото по работен однос. Че гасевме пожари, тоа е изразот кај сите што се јавува кај нас, а бројката е над 6000 во заклучно со крајот на 8 месец. 6000 представки по работен однос. Се јавува за мерките на владата, значи 10 до 10 години, хронично болни, отпуштање од работа. Ние во период вративме над 1000 луѓе и ги поништивме решенијата на кои не се согласно закон на работодавачите, така да ги вративме околу 1200 луѓе назад на работен процес. За успешноста на предпоследниот ден на четвртото издание на текстилијадата беше кажано: Еве се собраа сите за да разговараме. Посебно ми беше чест што председателот на државата ни е присутен на четвртата текстилијада поред. Да, инаку веќе 4 години ние зборуваме отворено како граѓанска организација во врска со стојбите со работничките права и плати. За 3 години ние успеавме да излобираме за покачување на минималната плата. Во време на ова криза вратени сме со нашата работа многу назад, бидејќи ситуацијата е непредвидлива, нефер и за нас, и за инспекторатот, тоа го разговаравме и внатре, нефер е кон сите нас, особено кон работниците и работничките, и особено во овие сектори кои што ги разговараме. Штипската текстилијада завршува утре на општо задоволство и на организаторите и на учесниците. Со какви заклучоци и насоки ќе се произнесат сите, ќе биде прецизирано по сублимирањето на резултатите.